Епизода 2. Гласот што личи на тебе. Не се вратив дома веднаш после смената. Не затоа што нешто ме забрля, туку затоа што не бев сигурен дали треба. Седев во автомобилот, моторот искрсен, рацете на волан. Гледав во темнината пред мене и се обидував да направам нешто едноставно, да помислам. Мислата дојде, но беше задоцната како ехо на нешто што веќе било кажано. Ова не е нормално, си реков, гласно, за да бидам сигурен дека јас сум тој што зборува. Не е и прв пат да се плашиш, одговори гласот. Мојот глас. Се свртев наоколу. Во автомобилот немаше никој. Секако дека немаше. Но гласот не дојде од надвор. Дојде од местото каде што мислите се раѓаат пред да добијат зборови. И тоа беше проблемот. Првото правило што го научив таа ноќ беше едноставно. Ако почнеш да разговараш со гласот, губиш. Затоа не одговорив. Само седев и гледав напред. Секундите минуваа. И тогаш повторно гласот зборуваше, но овој пат со тон што го користам кога сум уморен. Сакаш ли да ви кажам нешто што си го заборавил? Срцето ми удри. Срцето почна да ми чука побрзо. Не од страх, туку од препознавање. Затоа што беше тоа мојот начин на зборување. Мојата ритмика, мојата пауза пред прашање. Не, прошепотев. Грешка. Секогаш така велиш, одговори гласот, а потоа слушаш. Возев дома, без да се сеќавам на патот. Светлата поминуваа, улиците се редеа, а јас бев некаде зад очите. Кога стигнав дома, светлото во станот веќе беше запалено. Стоев пред вратата и го гледав клучот во раката. Нешто беше погрешно. Го остави запалено. Мигаше гласот, како и секогаш. Не, јас не оставам светла. Го отклучив. Станот беше ист. Совршено ист. Премногу ист. Воздухот мирисаше како да не бил топрен со часови. Ниту една работа не беше поместена. Но чувството беше како некој да седел тука и да чекал да се вратам. Седнав на креветот. Гласот не зборуваше. И тоа беше полошо. Затоа што во тишината почнав да ги слушам мислите и не бев сигурен кои се мои. Се сеќаваш ли на детството? Затворив главата со рацете. Како да можеш така да го спречиш умот? Не го сакам ова, реков.
никогаш не сакаш, но секогаш ми дозволуваш. Сликите почнаа да доаѓаат не како флешбек, туку како корекција. Спомени што ги паметев поинаку почнаа да се менуваат. Мали детали, тон на глас, поглед што бил подолг отколку што мислев. Не, шепотев. Тоа не беше така. Сакаш да беше. Одговори гласот, но не беше. Сватив нешто страшно. Гласот не ми покажуваше нови спомени. Ми ги покажуваше оние што цел живот сум ги туркал настрана и ги кажуваше со мојот глас, бидејќи јас бев тој што првпат ги кажал. Почнав да се сомневам во нешто основно. Дали мислата прво се појавува или прво се слуша. Ноќта помина без сон. Секој пат кога ги затворам очите, гласот шепотеше нешто што веќе го знаев, но никогаш не сум го признал. Кога повторно се најдов пред клиниката, не бев сигурен дали сум тонал од лука или сум бил доведен. Соба 413 ме чекаше. Ја отворив вратата без да размислам. Часовникот покажуваше време што не постои и гласот не зборуваше повеќе од внатре. Зборуваше истовремено со мене. Заедно рековме, знаевме дека ќе се вратиш. И тогаш сватив, ова не е глас што ме прогонува. Ова е глас што вежба за да ме замени.